На денешниот ден Илинден славиме 114 години од Илинденското востание и 73 години од првото заседание на АСНОМ. Ова се два важни датуми кои за секогаш ќе останат длабоко врежани во историјата на македонскиот народ. Ова се датуми кои се доказ и сведоштво за храброста, за херојството на македонските синови, кои што не ги штеделе своите млади животи за слободата на Република Македонија, за оваа денешна слобода која што ние, наредните генерации, ја уживаме и благодетите од таа слобода и независност. На денешниот ден, со гордост треба да се подсетиме на имината на илинденците, на храбрите војводи, на Гоце Делчев, на Јане Сандански, Никола Карев, Питу Гули и многу други, и од поновата историја на имињата на Ченто, Брашнаров, Шатев и многу други кои што ни оставаат завет, Република Македонија да ја градиме понатаму, како слободна, независна, просперитетна, демократска држава, а и да не ги заборавиме важните документи кои што се донесле на овие два важни датуми, два Илиндени, Илинден 903 и АСНОМ 1944 година. Тоа се Крушевскиот манифест и Декларацијата за човековите права, секако која содржи воведувањето на македонскиот јазик како службен јазик. Тие документи ни оставаат завет во Република Македонија сите граѓани да живеат како рамноправни, да имаат своја сигурност и заштита без разлика на етничката и верската припадност, полот и расата. На денешниот ден со гордост се поклонивме и положивме цвеќе на бистата на хероите, со цел никогаш да не се заборават нивните имиња, значи за незаборав и вечно памтење. Од името на локалната самоуправа би сакала во оваа пригода да го честитам овој голем ден Илинден, да биде вечен и за многу години. Честит ден е празникот Илинден и она е од 1903, овој после 40 година со АСНОМ и овој најновиот после добивање на независност на нашата Република Македонија. Треба да знаеме дека на 44 година президиумот формиран во Манастир Прокопчински ги удира темелите на нашата држава, која за прв пат ги добива сите атрибути и де факто и де јуре. Тога се формира президиумот, формирани се првите управници како раководители на одредени структури во ново формираната држава која уште не била консолидирана и така натака, и тие биле зачетници на структурите, на институциите на едната држава. После 45-та година Македонија станува една од федералните единици на тогашна Република Југославија, за време оформена во Втората светска војна, и таа поминува низ неколку фази, како што кажа, прво Демократска република, после помина во Федеративна република Македонија и на крај Социјалистичка демократска. Така да, после распаѓањето на бивша, мислам на Социјалистичка република Југославија, Македонија се изборува за својата независност, затоа што уште таа компонента и фалела во атрибутите на својата државност. Таа ги имала, има национална слобода, има социјална слобода, се, меѓу суверенитетот сепак бил под некој друг. Така да, во овој временски период Македонија веќе чекори да се трансформира од еден општествен систем во друг, кој што е многу тежок, затоа што ние сме немали искуство да имаме такво развиено капиталистичко општество. Ние тек сега го разумеме. Некој рекол од нас постарите, дори го разбрав социјализмот, не можем уште да го разберем овој наш капитализам. Тоа е факт, тоа е вистина. Затоа што тука имаш сукупи на стари структури, на нови структури, така на кој што по полека еволуцијата ќе го створи својот дел. Така да се надевам во сите наши политички виднуме што се настава, сите се во интерес на Македонија и сметам дека во тој правец Македонија ќе си обстојува, никој нема да ја одземе нејзините атрибути и ќе напредува. Да ни е жива и здрава и перспективна нашата независна Република Македонија.